Во движењето Знам обвинуваат за урбано дивење во Дебармало. Тврдат дека никнала нова дивоградба. Узурпиран е просторот наменет за пешаците и за движење на граѓаните. Простор кој треба да биде за сите, а сега е претворен во приватен бизнес. Кој го дозволи ово? Кој дозволи во срцето на Дебармало, на неколку чекори од улицата Орце Николов и на само 200 метри од кабинетот на градоначалникот да се узурпира јавен простор и да се доизгради дел од објектот? Дали воопшто градежниот инспекторат на општина Центар постапил на терен? ВМРО-ДПМН нема ниту план, ниту визија за тоа како да ја води Македонија и во отсуство на резултати измислуваат скандали и прават спинови, кажа лидерот на СДСМ Винко Филипче на партискиот митинг одржан во Скопски Карпош. Мицковски не е излезен од филмот на опозицијата и после година и пол власт. Но тоа е така затоа што е неспособен, неодговорен и пред се разоткриен манипулант. Ако пред година и пол луѓето верува дека ќе има некаква промена, денес е јасно дека промената е всушност 10 чекори назад. Режимски политики, јавен линч, неспособност и отуѓеност. Македонија се соочува со власт во која луѓето се само бројка на списокот. Се владее со страф и омраза, со поделби, со лажни патриотски фрази, наместо со визија и со одговорност. Соживот и заедничка иднина е пораката која ја испрати премиерот Христијан Мицковски од Кичево на промоција на кандидатот за градоначалник. Тој ги обвини ДУИ за криминал и сеење на раздор меѓу граѓаните. Да ги поразиме оние кои што наместо да зборат за иднината, ни објаснуваат како пред 4, 5, 6 децени се среќавале со некакви генерали и си правеле некакви разговори. Ова порака е директно кон албанците. Излезете и погледнете ја празната куќа до вас. Погледнете ја другата празна куќа до вас. Дали ќе ви се вратат внуците? Дали ќе ви се вратат децата? Затоа што и до ден денес, 30, 40, 50 години потоа, некој вози Rolls Royce и Maybach автомобили. Нема да ги врати. Национализмот нема да ги врати. Решавање на стамбеното прашање на младите брачни парови со изградба на населба намената токму за нив со субвенции за кирија и повластена стапка за кредит. Најави Павел Иванов, кандидат за градоначалник на Штип од коалицијата предводена од СДСМ. Градиме нова стамбена населба за 240 млади парови. Ова беше едно од главните барања на секој млад брачен пар кој се соочува со една од најголемите животни пречки. Тоа е обезбедувањето на сопствен дом. Обезбедуваме достапно домување, субвенционирана кирија или каматна стапка за стамбен кредит, доделување општински парцели за изградба или јавно-приватно партнерство. Кочаница служува нов почеток, а фокусот ќе биде за чисти улици и за уреден град, за нови работни места, изјави кандидатот за градоначалник на Кочани од редовите на ВМРО-ДПМН Владко Грозданов. Кочани има големо срце. Има вредни луѓе, има млади што сонуваат и сакаат да останат овде. Има земјоделци што работат и што се борат. Има семејства што го заслужуваат најдоброто. Токму тие луѓе се мојата најголема мотивација. Почитувани, јас не влегувам во трка за политика, туку за промена. За чисти улици, за уреден град, за нови работни места, за можности за сите. Десетина проекти со кои ќе се подигне еколошката свест, а Куманово ќе биде чекор поблиску до зелена и чиста општина со помало загадување на воздухот, најави Тамара Тринчевска, кандидат за советник од редовите на Знам. Воздухот што го дишеме, водата што ја пиеме и просторот во кој што живееме, тоа е нашата заедничка одговорност. А за Куманово
таа одговорност значи обврска кон идните генерации. Нашата цел е јасна, да создадеме зелена, чиста и енергетски ефикасна општина, во која секој човек ќе живее достоинствено и здраво. Да подигнеме еколошката свест и заедно да го направиме Куманово пример за одржлив град. Развој на индустријата и субвенции за средношколците се дел од проектите кои ги најави Дејанчо Стоиловски, носител на советничка листа на Левица во Македонска Каменица. Ќе се фокусираме на развивање на општината, на претежно индустријскиот капацитет за нашите сограѓани да не идат во соседните општини на работа, да си останат во Македонска Каменица и да бидат попосветени на семејствата. Ќе допринесеме за да бидат субвенционирани повеќе учениците, средношколците, да не биде како до сега за новороденчињата парите да не се исплаќаат, туку ќе покачиме. Коалицијата за зелена иднина со осуда на повторното заматување на Крива река и на сомнежите за нова хаварија во рудникот Ораница. Доколку се потврдат информациите за истекување на јаловина или други токсични супстанции, тогаш ќе имаме пред себе еколошка катастрофа која очигледно ќе остане неказната само затоа што институциите избрале МОЛ како одговор, пишува во соопштението на коалицијата. Оттаму обвинуваат дека централната и локалната власт покажуваат системска неспособност и отсуство на политичка волја кога станува збор за заштитата на животната средина и здравјето на граѓаните.